Почитувани другари и другарки, почитувани делегати, почитувани представници на медиумите. Ви посакувам добре дојде и ви порачувам. Од овде почнува победата. Денес, тука и сега. Победа на СДСМ на предстојните парламентарни и председателски избори. Победа на надежта и борбата за подобра европска иднина. СДСМ ќе ја добие довербата на граѓаните да ја формира новата проевропска влада на Македонија. Стево Пендаровски ќе биде реизбран за председател на Република Северна Македонија. Заедно, рамо до рамо со граѓаните, ќе го оствариме сонот на многу генерации. Македонија, рамноправна членка на Европската Унија. Македонија, просперитетна, слободна, со силна економија, со квалитетно здравство и образование, со независно судство. Македонија, пристојно место за живење за сите. Ние во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаме јасна визија за еднината на државата. Затоа јасно и гласно кажуваме, одиме напред кон Европа. Нема откажување од еднината. Почитувани другарки и другари, имаме јасен, конкретен и издржан план за еднината кој е преточен во нашата изборна програма. Во изминатите 7 години покажавме и докажавме дека СДСМ ги исполнува ветувањата и дека работата за доброто на државата никогаш не запира кога ние ја предводиме државата. Уште поодлучни и попосветени најавуваме кои ќе бидат главните столбови на нашата работа и на нашата програма во наредните 4 години. Прво, европски плати и животен стандард. Во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра или 37.000 денари. И кога претходниот пат кажувавме колку ќе биде минималната и просечната плата, имаше многу луѓе кои не веруваа. Го остваривме и го надминавме ветувањето. И ова ветување ќе го оствариме и ќе го надминеме. Второ, достоинствен живот за пензионерите. Во 2028 година минималната пензија ќе биде 20.000 денари, а просечната пензија 30.000 денари. Плюс, од оваа година, па секоја наредна, ќе има новогодишен пакет од 100 евра за секој пензионер во државата. Знаат пензионерите која политичка партија е на нивна страна. Трето, подршка за младите. Новата влада на СДСМ ќе обезбеди по 200 евра месечно во првите 12 месеци за секое прво вработување на лица до 26 години. Програмата за млади е преточена во манифест кој утре, заедно со Социјалдемократската младина на Македонија, во детали ќе го презентираме пред младите и пред јавноста. 4. Силна домашна економија. 180 милиони евра директна финансиска подршка за домашните компании за инвестиции во производството. Поттик на економски раст. И предвидуваме 3,5 милиарди евра јавни капитални инвестиции. Пето, модерна европска инфраструктура. Во наредните 4 години ќе инвестираме 2,7 милиарди евра во инфраструктурни проекти. Тоа се 194 километри нови автопатишта и реконструирани 950 километри патишта до 2028 година. Шесто, европско земјоделство. Обезбедуваме уште поголеми субвенции и подршка за нашите земјоделци од 750 милиони евра. Историски највисока сума која било кога некој ја ставил во изборна програма во политичка партија во државата.
И тоа ја става политичка партија која досега обезбеди најголема поддршка за земјоделците без ниту еден ден за доцнување. До 2028 година проектираме Македонија повеќе да извезува отколку што увезува храна, а извозот на земјоделски производи да достигне 1,25 милиарди евра. Седмо, европско образование. Гарантираме безбедност и сигурност за учениците. Еден од проектите е бесплатен оброк за учениците во основните и во средните училишта за оние кои што се од семејства кои имаат примања од 2 просечни плати во семејството. Бесплатен јавен превоз за сите ученици по истиот принцип, бидејќи децата се нашата иднина, а за образованието дополнителни реформи и за високото образование независна евалуација на високото образование и на издадените дипломи во државата. Осмо, чиста енергија и поевтина струја. Предвидуваме зголемување на вкупното домашно производство на енергија за намалку 70% до 2028 година во однос на 2019 година. Енергетска независност и самостојност со која ќе ги задоволиме 100% потребите од сопствено производство. Проширување на домашните енергетски капацитети кој ќе влијае на намалување на цената на струјата. И ова е ветување за кое никој нема да може да го спори, бидејќи ние сме тие кои обезбедивме сега историски најголемо производство на енергија од обновливи извори на енергија во државата. Девето, повеќе европски фондови за македонската економија. Со отворање на поглавјата ќе обезбедиме дополнителни фондови за посилна македонска економија и за повеќе знаења и стручност. Вложуваме повеќе домашни и европски финансиски средства во градење на инфраструктура, за реновирање на јавни објекти, за модернизирање на училиштата, за обука на наставниците и младите. Уште повеќе фондови за обука и пракса за подготовка на младите за добро платени работни места според стандардите на Европската Унија. Десето, заедно во Европа. Завршувањето на преговорите со Европската Унија до 2028 година и членство до 2030 година. И тоа не само остварување на европскиот сон, туку спроведување на европски стандарди во државата. Во делот на реформа на судството се обврзуваме дека ќе ги спроведеме сите препораки на оценската мисија на Европската Унија во делот на правосудството. Почитувани делегати, изборната програма на СДСМ, која опфаќа повеќе од 250 страници, е детална, конкретна и содржи голем број мерки во сите области и за сите граѓани. Оваа програма е за сите, за младите, за пензионерите, за земјоделците, за компаниите и за работниците, за лицата со попреченост, за жените, за мажите, за македонците, за албанците, за турците, за ромите, за власите, за бошњаците, буквално за сите граѓани кои живеат во наша Македонија. Оваа програма се темели на социјалдемократските политики и резултатот кој што го испорачавме во изминатите 7 години. Минималната плата денес е 370 евра, просечната плата е над 650 евра, иако ветивме просечна плата од 500 евра. Пензиите се во просек за 6400 денари повисоки и континуирано ќе растат. Обезбедивме рекордна поддршка за домашните компании од 100 милиони евра, поддршка која во минатото воопшто и не постоеше. Невработеноста ја преполовивме од 25 на 12,8%. Во 2028 година невработеноста ќе биде 7%. Имаме рекордни 753 милиони евра директни странски инвестиции. Во само 2 години успеавме да имплементираме проекти со капацитет од 600 мегавати обновливи извори на енергија. Нашите претходници им успеа за 11 години да имплементираат само 16 мегавати. И тука ја гледате разликата помеѓу нас и нив. И се тоа двојно или тројно зголемени показатели.
За 3 години, преку антикризни мерки, обезбедивме помош од 2,6 милиарди евра за нашите граѓани. Го заштитивме стандардот на граѓаните. Дадовме се од себе во Македонија да се живее подобро, отколку пред 7 години. Направивме храбри и вистински чекори и резултатите се видливи. А што направи опозицијата? Погледнете ги само. ДПМН и нивниот председател немаат план за Македонија. Немаат никаква визија за Македонија. Кога ќе ги прашате која е алтернативата, молчат и немаат што да кажат. И ништо не е променето во ДПМН. Тоа е истата партија на лаги и на невистини. Излегоа пред граѓаните и рекоа имале подписи за нивната кандидатка. Прес конференции држеа цел ден во Белата палата за колку часа ги собрале подписите. И на крај, самите се фатија во сопствените лаги. ДПМН нема собрано валидни подписи за Силјановска и затоа кандидатурата ја поднесоа со 40 пратеници. Како што ги лажираа, како што ги фалсификуваат анкетите, така се обидоа да лажираат и да фалсификуваат и подписи. Но знаеа дека ќе бидат проверени во Државната изборна комисија. И затоа сега ги нема, и затоа сега измислуваат дека кај нас имало некаков проблем. Нема проблем кај нас. Кај нас, овие делегати тука, нашите општински организации, за пола ден 22.000 подписи поднесени во Државна изборна комисија. И тоа само едно ви кажува. Фалсификаторите не можат да донесат друго, освен фалсификат. Анализирајте ги нивните носители на листи. И тоа ќе ви каже се. Сакаат на голема врата да ги вратат со работниците на Никола Груевски. Ништо не е променето во ДПМН. Тоа е истата партија која не може да донесе никаква промена. Тоа се докажа и на последните локални избори. Ветуваа се и се што. Чуда ветуваа. Самиот Мицковски најавуваше не знам колку екоавтобуси во Скопје. 2,5 години поминаа. Дали некој од вас виде не екоавтобус, него било каков автобус во Скопје? И што направија нивните градоначалници? На што личи денес нашиот главен град? На што личат другите општини управувани од ДПМН? Скопје, од еден од најубавите главни градови на Балканот, денес се претвори во најпрљав град, неисчистен, запустен, без јавен превоз, без никаков план за развој. И се е тоа благодарение на неработењето и лажните ветувања на ВМРО ДПМН. А што повише и можете да очекувате од луѓе на кои политички идол им е Никола Груевски? Мајсторот на манипулациите, мајсторот на лажниот патриотизам и разграбувањето на државата, кој што замина на крајот на денот, токму во Европска унија против која беше цели 11 години. И што ни остави? Ни го остави својот советник. Што да прави? Да продолжи да ни дава лажни ветувања. И затоа, другари и другарки, јас сум убеден дека граѓаните сакаат подобра и европска иднина за државата, за која знаат дека можат да ја добијат само со луѓето кои се тука во оваа сала. Јас сум искрен човек. А СДСМ е партија која е секогаш отворена пред граѓаните. Ние во изминатите 7 години правевме и грешки. Некои беа кадровски, некои беа политички, некои беа дневни. И јас не се срамам да го признам тоа. Знам дека во нашата држава се уште има граѓани чие секојдневие е тешко, кои живеат во сиромаштија. Знам дека има граѓани кои се заглавени во лавиринтите на правниот систем.
Знам дека има многу простор за подобрување на состојбите во здравството и за подобрување на состојбите во образованието. Сето тоа го знам јас. Го знаете и вие, го знаат и граѓаните. Но знам и нешто друго. Во изминатите 7 години донесовме и многу храбри и државнички одлуки. Ја ослободивме заробената држава, која беше на 138 место според слободата на медиумите. Денес Македонија е демократска држава, со слободни медиуми. Држава во која владее демократија, во која секој може да го каже своето слободно мислење. До 2016 година ова беше заробена држава. Денес ние сме рамноправна членка на НАТО. По 17 години чекање, конечно го откочивме процесот на зачленување во Европската Унија. Ова се резултатите кога вистински се сака својата татковина. Драги мои другарки, другари, Конгресот на СДСМ, како највисоко тело на партијата, вечерва носи важна и одговорна одлука. Носиме одлука кои ќе бидат луѓето што ќе ги представуваат граѓаните во законодавниот дом. Луѓето кои ќе бидат гласот на народот и честно и одговорно ќе работат во името на граѓаните. СДСМ е најдемократската партија во државата. Одлуката за нашите кандидати за пратеници не ја носат еден или двајца, како што е случајот во други партии. Ние ги почитуваме социјалдемократските вредности и вечерва заедно одлучуваме кои се нашите сопартици и сопартијки, кои со својата работа, со својот ангажман, заслужуваат да бидат кандидати за одговорна пратеничка позиција. Доколку мене ме прашате, оваа листа може да биде листа на која можат да се најдат многу повеќе луѓе на неа. Но според законот и според нашата парламентарна демократија и бројот на седиштата во парламентот, бројот на представници кои ќе имаат честа да не представуваат пред граѓаните и да ги застапуваат граѓаните во парламентот е 120. Јас можам да набројам уште многу наши сопартици и сопартијки кои заслужуваат да бидат на оваа листа. Но на крајот на денот ние ќе бидеме горди со оние со кои што тука заедно ќе ги избереме да нас не представуваат и пред се да ги представуваат граѓаните во парламентот. Дозволете ми да ги кажам носителите во изборните единици. Носител на листата на СДСМ и коалицијата во првата изборна единица ќе бидам јас, а како втора коносителка е мојата колешка, председателка на Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Во втората изборна единица носител е Оливер Спасовски, а коносител подпредседателот Фатмир Битичи. Во третата изборна единица носител ќе биде заменик председателката Сања Лукаревска и Љупчо Николовски како коносител. Во четворката се Венко Филипче и Јованка Тренчевска.
петката, председателот на Собранието Јован Митревски и Бисера Костадиновска Стојчевска. Додека во шестата изборна единица листата ја предводи мојата драга колешка од владата и председателка на Централниот одбор Славјанка Петровска заедно со Агрон Демири. СДСМ на овие избори ќе понуди луѓе кои ќе ги застапуваат интересите на граѓаните, кои ќе работат на развојот на нашата држава и ќе го забрзаат влезот на Македонија во Европската Унија. На граѓаните им ветуваме надеж за подобра иднина и напорна работа секој ден. А со напорна работа нема недостижна цел. Јас не знам која друга партија има повеќе право да каже дека е за Европа од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сите наши залагања, целата наша работа и посветеност и тешките одлуки што ги донесовме во изминатите 7 години, беа токму во насока на тоа земјата што поскоро да стане земја членка на Европската Унија. Ние со конкретни дела покажавме дека за нас нема друга визија и друг пат освен европскиот. Јас знам дека тој пат не е лесен, особено за нас. Јас на своја кожа почувствував дека Европската Унија не секогаш беше фер кон нас. Но дали тоа значи дека треба да се откажеме? Апсолутно не. Затоа уште еднаш ќе потенцирам дека на Македонија и е потребна Европската Унија. Тука не зборуваме за бркање на европскиот сон. Географски и културолошки Македонија е составен дел на Европа. Она што ни треба и кон кое ние се стремиме се европскиот стандард, европските вредности и начин на живот. Овде и сега, без одлагање и за сите во државата. Заедно со вас, драги мои сопартици и сопартијки, ја делам и одлучноста, и копнежот за подобро утре, и решителноста да направиме повеќе за граѓаните, за нашите деца, за нашата држава. И горд сум и среќен. И сето ова ми дава надеж дека сме на вистинскиот пат. Пред крајот на мојот говор, драги мои соборци и соборки, почитувани досегашни пратеници, почитувани делегати, почитувани идни пратеници, почитувани градоначалници и поранешни градоначалници, почитувани министри и поранешни министри, почитувани делегати, председатели на општински организации, драги другарки и другари, пријатели, сакам од срце да ви се заблагодарам за вашата истрајност и посветеност. Ние покажавме и продолжуваме да покажуваме дека СДСМ е најголемата партија во Македонија, со најголем организацијски капацитет и најдобар кадровски потенцијал. Нашата големина е во секој член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нашата големина е во нашата кауза за просперитетна и прогресивна Македонија. Нашата големина е во сето она што го направивме досега, но уште повеќе во нашата визија за иднина како дел од европското семејство на држави. Нашата големина е и во нашите поранешни лидери и во нашите поранешни раководства.
кои носеле тешки одлуки за праведна и светла иднина на Македонија. Нашата големина е и во овие клупи тука, и во ова раководство тука, кое исто така носеше тешка одлука за почеток на преговорите со Европската Унија. СДСМ, членовите на СДСМ се направени од цврст материјал. Тој цврст материјал ништо не може да го скрши. И затоа секогаш излегуваме како победници од секој предизвик и од секоја борба. Иако патот е тежок, тој е единствениот што може да донесе суштински промени во нашата земја и за нашата иднина. Затоа што Европа значи солидарност, значи еднаквост, значи развој, значи напредок, значи демократија и мир. И затоа, уште еднаш ви кажувам, нема откажување од иднината. Борбата за подобра европска иднина продолжува. На 8 мај изборот нема да биде само помеѓу партии и кандидатски листи. Изборот на 8 мај е многу посуштински за сите нас како граѓани на оваа држава. Изборот е помеѓу надеж и просперитетна иднина со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или безнадежност и враќање 10 години назад со ВМРО ДПМН. Затоа ве повикувам на предстојните избори да го поддржиме Стево Пендаровски за председател на Република Северна Македонија, да го поддржиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која е партија со јасен план за европски живот, за стандард, просперитетна и развиена држава, во која функционира демократијата, владењето на правото, социјалната правда и во која има слобода на медиуми. Стево Пендаровски е победничкиот кандидат на председателските избори, кој има јасна визија за прогресивна држава. И како што стојам тука пред вас, и како што ги барам поддршките од вас за кандидатските листи на СДСМ, така утре сите заедно ќе стоиме пред граѓаните да ја бараме поддршката за Европска Македонија. Поддршка за пратениците кои ќе ја донесат одлуката да се донесат сите потребни измени Македонија до 2030 година да стане земја членка на Европската Унија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее Европска Македонија и на крајот нема откажување од иднината.